going further и ќе му дадам збор на извршниот директор на Стопанската комора на Република Македонија, Северна Македонија, господинот Антони Пешев, кој е активно вклучен во многу регионални иницијативи. Благодарам многу, почитувам председателе, почитувани екселенции, почитувани представници на медиумите, почитувани гости, драги пријатели. Навистина ми е чест и задоволство што денеска можам и јас да проговорам за оваа работа, покрај тоа што некако се чувствувам малце непријатно, не доаѓам од групата на дипломати, а представувам Стопанска комора која изминативе години беше начело на најголем дел од иницијативите кои резултираа со формирање на дури регионални иницијативи. Значи, се стекнува впечаток дека најголем дел од овие иницијативи се само чисто политички и дека се измислени во кујните на политичките елити и во изминатиот период тие биле направени само за да се покаже дека нешто се случува. Она што се случи со Отворен Балкан, и јас сега ќе говорам за тоа токму заради тоа што има и еден говорник кој ќе говори малце повеќе за Берлинскиот процес. Тања навистина ќе може да каже малце повеќе за таа работа и за нашето директно вклучување како комора во Коморскиот инвестициски форум. Јас би сакал пред се да се осврнам на она што се вика Отворен Балкан. Спремив говор, меѓутоа очигледно дека после се она што го слушам од нашиот председател и она што го слушаме генерално, а мотивирани од она што вчера го видов дека една цела конференција беше направена да не убеди дека Отворениот Балкан е грешка, навистина имам потреба да бидам и помалку и парти брейкер, да секогаш на забава, и да кажам дека навистина можеби политички изгледа како дека е тоа растурање на глобалната иницијатива и филозофија на наше приклучување кон Европската унија, но морам да ви кажам дека бизнисот, животот не може да чека. Тоа е она што сега мораме да го имаме во предвид кога разговараме за политичките трендови. Пред 10 години, пред 20 години, а можда и повеќе, бев голем оптимиста за нашата европска интеграција. Пред 15 години почнав да имам дилеми, што не е својствено на човек оптимиста. Денеска, кога ги анализираме роковите во кои ние би влегле во Европската унија, некако ни се споменува годината 2030 како оптимистичка година а тоа е од денеска најмалку 7 години. Мојата проценка дека тоа нема да биде под 15 години. Знаете како, веќе ова не е агенда нити на мојата генерација, нема да биде агенда нити на моите деца, предпоставувам дека ќе биде агенда на нивните деца. Така да, клучното прашање што се поставува, што да правиме до тогаш? Каде да иде и како да се развива Македонија, која со интенциите да стане дел, да ја стигне Европа во своите економски заложби, го допре плафонот. Плафонот не е поставен само политички, плафонот е поставен и од аспект на тоа каков е пазарот на кој вие можете да го развивате својот бизнис. Македонија и понатаму има една држава од Европската унија со која има изворедни економски односи, тоа е Германија, тоа не е тајна. Ние не прекинуваме тоа да го работиме, меѓутоа има и факти дека втората држава со која имаме добра економска соработка е Србија. И во таквата варијанта, гледајќи што се случува во регионот, свативме дека во комората свативме дека за нас нашите членки бара да се направи било што е можно, ние да имаме феноменални комуникации барем со нашето најблиско окружување. Ако го немаме тоа, ние ја губиме и теоретската шанса да пристапиме на пазар кој е бар малце поголем од овој нас, стварно микронски пазар од 1,5 милион. Еве последниот попис покажа дека сме помалку од 2 милиона. Ние говориме дека економскиот развој на држава не може да се базира на развој во таква микросредина во која сте директно подложни на влијание. И ако во минатото ние сме имале проблеми, а светот бил добар, изминативе години ние не сме баш најдобри, а светот исто така не е добар. Ние веќе не можеме да очекуваме дека светот ќе има посебно разбирање за нас, кога сите имаат толку многу проблеми. Да не говорам енергетска криза, кризата со вакцините, со короната, кризата со економскиот раст, инфлацијата, војната во Украина. Значи, тоа се све екстерни случувања кои не зависат од нас како држава. Меѓутоа, ако во минатото сме можели да побараме од некого помош, сега помошта многу тешко ја барате. Сите ги имаат тие проблеми.
Ако кажете дека имаме ние проблеми со нас со енергијата, па ги има и Германија. Во принцип, во минатото сме можеле да побараме. Она што беше невозможно, ако коморите, морам да ви кажам, сите овие години коморите биле во феноменална перманентна комуникација меѓу себе. И кога сме имале отворени прашања политички меѓу државите, и кога сме имале проблеми на границите и се, коморите комуницирале како да ништо не се случува. Зашто? Па животот тече понатаму. Нашата задача е нашите членки да имаат можност да комуницираат. Воспротивно, крвотокот на државата умира. Не постои држава која е перпетум мобиле. Ќе произведува данокот ќе се даде на незините чиновници, чиновниците ќе го потрошат внатре во економијата и од тоа ќе направат данок и повтор. Тоа не постои. Светот на економијата разбира нешто друго. Раст, развој, излагање на нови пазари, заеднички настап. Мислам дека ова што се случува на нашите индустријски зони јасно ни покажа дека економски раст не можен само ако се ослоните на пазарите надвор од државата. Најголем дел од успесите на македонската економија се ослонети на она што можеме да го наречеме светски пазар. Знаете како 2017 година иницијативата беше зачната, која денеска се вика Отворен Балкан. Имавме 95 годишнина на славевме на комората, имаше голема економска конференција и на еден помал собир на представници, претежно панелисти на таа конференција, им беше изложена, јас се излагав таа идеја, за потребата на отварање на границите, економско отварање на границите во регионот. Знаете како, сите беа скептични, им се виде како да псуеме Мајка Божија во црква, личеше како да заговараме излагање политичко, а иницијатива беше тотално економска. Нас ни требаат отворени пазари, нас ни требаше простор во кој економијата ќе дише. Тогаш морам да признам дека еден од најголемите противници на таа работа беше председателот Џукановиќ. Сега не е дека веќе не е председател, меѓутоа и тогаш и сега скоро после самитот за Отворен Балкан што беше во Охрид, имавме можност да поразговараме со него. Он изрази како се резерва. Каде беше резервата? Резервата беше дека таква организација на која сме пристапиле, ако не се дефинирани правилата во кои таа ќе се раководи, може да биде доминирана од една држава. И јасно на кого алудираше. Алудираше дека во таквата организациона шема Србија ќе почне да доминира со организацијата и почне да ги дефинира правилата. Но клучното прашање е дали некој направи економска анализа за тоа дали треба да влеземе во Отворен Балкан. Одговорот е државата не, ние у комората да. Нарачавме економска студија кај Лјубљанскиот универзитет да видиме какви ќе бидат економските ефекти на нашата економија. За жал резултатите не се брилјантни. Ама клучното прашање е се многу подобри од варијантата да не ги отвараме пазарите. Така самите себе се осудуваме да го намалуваме и вместо да правиме експлозија, имплозија правиме на сопствената економија без никаква можност за понатамошен раст. Она што ја смени целокупната диоптрија, а за која јас мислам дека апсолутно председателот имаше право, нападната иницијативата дека е политичка иницијатива. Ова не е политичка иницијатива, нити има такви амбиции да биде. Нити па некој пристапил на иницијативата со желба на таа да стане за субститут на нашата евроинтеграција. За тоа нема субститут. Ова е само механизам во кој во иднина секако треба да биде дел од европските процеси и која треба да ни овозможи нас, државите во регионот, да почнеме да комуницираме како добри соседи. Она што ние го заборавивме помалку, поминувајќи ни сите оние кризи, поминувајќи ни проблемите на растурањето на Југославија, ние заборавивме да комуницираме помеѓу себе. Ние како да се гледаме преку пушкомет цело време на нашите граници. Регионот на Балканот не е тајнен, регионот со најмногу граници во Европската Унија. Вие денеска не може да организирате железнички транспорт заради тоа што камионите седат по 6-7 дена на граници за да дојдат од Германија до Македонија. И токму заради тоа ние треба клучното прашање да си го поставиме. Дали смееме да ги дозволиме да нашата економија настрада чекајќи ги политичките случувања. Јас знам дека ние значен дел од таа работа никој не го посакува тоа. Меѓутоа знаете како мене мојата позиција е многу комфортна. Од каде доаѓа комфорот? Комфорот доаѓа дека сум ја представник на интересна група. Интересната група се вика бизнисот во Македонија. Бизнисот во Македонија не секогаш има исти амбиции како владата на Република Македонија, некогаш има идентични ставови, некогаш има комплетно спротивставени ставови. Меѓутоа, он е чист. Мојата позиција денес како говорам овде дека можеби се разликува од она што би го говорил како Тони Пешев, ако ме повикате приватно.
Но денеска можам да ви кажам дека како адвокат на бизнис заедницата ви кажам дека отворен Балкан за нас е супер. 50% од само во изминатиот период по скоро 50% е зголемена размената помеѓу државите. Убрзани се постапките на границите. Да, не се убрзани за луѓето заради тоа што си дозволуваме луксус повторно по 2 пати да проверуваме исти документ и на едната и на другата граница. Меѓутоа во делот на фитосанитарна инспекција, транспорт, признавање на сертификати, транспортни дозволи, сето тоа функционира. Почнавме да заличуваме на единствен пазар на работна сила. Почнавме да имаме клучен проблем. Долги низ години се такмичевме кој ќе даде подобри услови на странските инвеститори, за да странските инвеститори додадат во државата. И почнавме да си ги уништуваме собствените позиции. Србија, ние, не знам, Босна, Косово, сите нудат нешто посебно за да странскиот инвеститор дојде во државата. И јас мислам дека една од клучните работи која треба да се спушти на земја е унификација на законодавството, барем во сегментите за економијата, за да почнеме да заличуваме како на единствен економски пазар. Даноците не смеат да бидат различити. Ако сакаме регионална соработка, тие мора да бидат идентични. Каде се договориме? Ако е тоа 10% данок на профит, тогаш сите ќе го имаме 10% данок на профит. Не можеме да се договориме дека секој ќе го си мињаме до нула, па ќе имаме странски инвеститори кои дека ќе уживаат екстраординари привилегиран статус во државата. Јас мислам дека клучната позиција која треба да имаме дека отворениот Балкан не е политичка иницијатива, а смени многу. Јас да ви кажам, мене ми се допаѓа дека почна председателите да комуницираат директно тет-а-тет, да се среќаваат многу почесто него што се среќавале порано, дека се среќаваат во тројка. А јас присуствував на последниот самит каде што Абазович и представникот на Босна и Херцеговина председателот кажаа дека и они би се приклучиле ако за таа работа има политичка волја во. Значи не е тоа завршена приказна. И отворен Балкан е отворен токму заради тоа што мислиме дека Вест Балкан, Западен Балкан, онака во рамките како што е замислен со Берлинскиот процес, не треба да биде рамката која ќе го забрани отворен Балкан. Нити ние имаме причини да веруваме дека треба да застане иницијативата на Берлинската иницијатива, нити мислиме дека тоа ќе се смени. Ама може многу да се смени, да се договориме тоа како ќе ги поминуваме границите. Можеме да се договориме како да ги намалиме бариерите за транспорт. Можеме да многу да помогне во начинот на кој комуницираме, а ако сакате и солидарноста која имаме сега. Да ве потсетам само, енергетската криза, кризата со ваксините, кризата со храната. Па ние учествуваме во ситуација во која солидарноста на овие три држави се е на невидено силно ниво изразено. Па само директните бенефити од таа работа покажуваат дека имаме интерес од отворен Балкан. И знаете како, спремен сум да дебатирам на оваа тема и не сакам да кажам ништо. Само сакам да се обрнам на две работи. Знам дека Европската унија малце себично мисли дека Западен Балкан е ултимативната рамка во која треба да. Да, во ред е. Што правиме со тоа дека една Босна и една Косово уште долго време нема да можат да бидат равноправни соговорници во таа работа. Ќе чекаме и таму да се решат работите. Па Македонија нема капацитети за тоа да го издржи. И затоа ни требаше излегување барем према имаме алтернативни излез на море преку Албанија. Ние имаме пристап на огромни ресурси во Србија. Ние имаме можност за заеднички настап на трети пазари. Ние имаме можност за размена на капацитетите. Знаете што? Имаме феноменален простор во кој, еве сега, скоро 1 милиарда и 300 Македонија само прави извоз на информатички сервиси од државата. Од 500 милиона се извоз, 1 милиарда и 300 е обрт. Србија има 3 пати повеќе од таа работа. Значи можеме да соработуваме. Ние можеме да го понудиме тоа како алтернатива, не го правиме и никој не знае зошто. Еве сега направивме изворна иницијатива, која не е наметната од никого, која не беше наметната нити од една надворешна страна. Председателите, и добро е што председателите се договорија дека тоа така ќе биде, елитите договорија дека таа работа, имаме општа поддршка. Искрен да бидам на почетокот, представниците на американската администрација беа малце воздржани во однос на таа работа, меѓутоа после серија разговори на разни нивоа со таа работа, одеднаш имаме ситуација во која Америка веќе не е толку агресивно против отворен Балкан. Едино што слушам сега дека има иницијативи дека Европската унија мисли дека е отворен Балкан е кочница за понатамошната евроинтеграција на државите, што нема никаква врска.
Искрен да бидам, ние и во Европската унија ќе го правиме истото ова. Ќе мораме да научиме да живееме заедно, едни поред други и да почнеме да живееме во регион кој ќе нема граници, во кој луѓето ќе си поминуваат нормално и ќе функционираат како сакаат. Ви благодарам многу, ја не сакам да бидам многу долг. Стојам тука на располагање да разговараме и за бројки. Ако сакате, имам ја и извадено документи за тоа што све е направено во така. Колку за ваша информација, ние минатата година кога идеше фасилизацијата на прелазот на роба на границата со Србија, имавме наша екипа и наша канцеларија на граничен прелаз секој ден. Дежуравме за да видиме каде се реално проблемите настанати, за да можеме директно да интервенираме и ви кажам дека многу се подобруваат работите и покрај тоа што и понатаму се нервираме со тие проклети лични карти што ги проверуваат на 2 места. Ви благодарам многу, се надевам дека Ти благодарам многу. Нема да коментирам за понатаму, затоа што мислам дека доволно оган фрли во дискусијата.